Добродојдовте во уште едно издание на темата на неделата на Радио Слободна Европа. Овој пат говориме за американската надворешна политика по доаѓањето на Доналд Трамп во Белата куќа и незиното влијание врз Македонија. Американскиот председател Доналд Трамп веќе ги помина првите 100 дена во Белата куќа. Тоа се совпадна со 27 април лани, кога тогашниот кандидат за председател за прв пат го обелодени неговото гледање за целите на американската надворешна политика. Неговиот говор ги растревожи сојузниците, кои изразија страхување дека Трамп ќе води сосема поинаква американска политика на меѓународната сцена од досегашната. Во слоганот Америка на прво место, сојузниците видоа повлекување на Соединетите држави од светската политика. Но по 3 месеци во кабинетот, Трамп нагло го смени својот став за низа надворешно политички прашања, од американските односи со Русија и Кина до оценките за НАТО. Некои од неговите критичари велат дека на администрацијата на Трамп едноставно и фали доследна надворешна политика. Тие сметаат дека очигледното Трампово вртење кон конвенционалната надворешна политика доаѓа поради трвењата внатре во неговата администрација, односно намалувањето на влијанието на неговиот главен изборен стратег Стив Бенон. Така сегашната надворешна политика повеќе ја обликуваат ставовите на државниот секретар Рекс Тилерсон и секретарот за одбрана Џим Матис, како и советникот за национална безбедност HR Макмастер, кои се скептични кон Русија. Експертот за евроазијски прашања, поранешниот американски амбасадор во Казахстан и Грузија, Вилијам Къртни, смета дека Конгресот, како и Британија, Франција, Германија и Јапонија, го подбуцнале републиканскиот председател кон поортодоксна позиција. Do want to see themselves as making a lot of these important decisions. So it's been a surprise, I think, for President Trump to see how important and influential the Congress and the allies are in shaping U.S. foreign policy. Тој додава дека Трамп едноставно сватил и Соединетите држави немаат исти економски влогови со Русија како на пример со Кина. Поранешниот американски амбасадор во Африканската унија Рубен Брайти смета дека за американските сојузници се многу важни предвидливоста и стабилноста во американската политика. I have not spoken to anyone in the world, either on my travels abroad or in consultations with foreign visitors that come to Washington. I haven't spoken to anybody that is confident about American leadership under President Trump. And that's very worrying. Пресвртите во врска со Русија и НАТО може да ги убеди сојузниците во Европа кои беа потресени со навивањето на Москва за време на изборната кампања. Но најавите на Трамп дека сака да се поврзе со кинескиот председател Си Џинпинг сега можат да посеат конфузија во Азија, каде што сојузниците се плашат од подемот на Кина. Американската политика спрема Македонија и по изборот на председателот Доналд Трамп бележи континуитет. Тоа според некои домашни аналитичари се гледа по последните посети на високи американски представници. Тие тука особено го нагласуваат договорот за стратегиско партнерство меѓу Македонија и Соединетите држави, кој, како што велат, му обезбедува на Вашингтон да посредува при безбедносни ризици. Изминаа 100 дена откако председателот на САД Доналд Трамп ја презема функцијата, но континуитетот на претходната американска политика кон Македонија и натаму останува, оценува универзитетскиот професор и пратеник Стево Пендаровски. Тој објаснува дека во изминатиот период САД биле малку присутни во Македонија и регионот, во услови кога Европа ги менаџирала состојбите со демократијата. Сепак, тој велиот и ситуацијата е променета по последните посети на високи дипломати на САД во Македонија, бидејќи кризата во земјава од политичка станала безбедносна. Освен континуитет, имаме неколку побитни доаѓања, така да ги наречем, на високи американски функционери, посебно последниот Хојти, кои дојде овдека зачестено, прво затоа што имавме криза во Македонија и второ затоа што според нивна проценка не можеше да се продолжи со моделот на континуитет, баш ништо повеќе освен континуитет од претходниот период, затоа што нашата криза се префрли од политичка или институционална во безбедностна. А тоа е многу важно за Америка, меѓу другото и затоа што Америка има на 50 км од Скопје има една голема база, Бонстил, во која има своји војници и не би сакала во еден периметар, тоа зависи од подрачје до подрачје, 50 до 100 милји според нивните прописи, според прописите на Пентагон, би морало да има така наречено пријателско или стабилно обкружување. Бидејќи тоа не беше случај, бидејќи македонската криза можеше дури и да се прелее преку граници или да прими импакт од преку граница, посебно од северот. Македонија во 2008 година потпиша стратешки договор со САД по неуспехот на самитот во Букурешт, земјата да стане членка на НАТО.
Пендаровски вели дека договорот на САД им овозможува да посредуваат при безбедносни ризици и проблеми, но неговата суштина е безбедносни гаранции за македонскиот суверенитет и интегритет. Значи, тамо зборува и за засилување на економијата и на трговските врски, за човековите слободи и права, меѓутоа вели дека во случај на безбедносни кризи САД има право или САД и Македонија заедно решава за зголемен ангажман на САД во таа криза со цел да се стабилизира државата повторно, што е есенцијата на тој договор. Освен стратешкиот договор во 2008 година, Македонија и САД потпишаа уште два значајни документи кои имаат безбедносни карактеристики: Охридскиот рамковен договор во 2001 година и Јадранската повелба во 2003 година. Пендаровски вели дека во овие документи е наведено дека територијалниот интегритет на Македонија е од витален интерес на САД и земјите од Југоисточна Европа. Тоа беше се во ова издание на темата на неделата, во кое говоревме за американската надворешна политика по доаѓањето на претседателот Доналд Трамп во Белата куќа. Следете не и натаму на Facebook и YouTube. До гледање.